Здраво, драги мои! Добре дојавте во уште еден лайв и на уште една интересна тема. И мислам дека оваа тема ќе биде доста освестувачка и мотивирачка. Па затоа сакам да се прашате дали чувствувате дека имате автономија во вашиот живот. Било во кој однос, дали на работен однос, дали дома, дали меѓу родителите, дали со партнерот, дали имаме автономија, односно дали имаме слобода. Овие два збора не се баш идентични, но ќе ги користам како синоними во цел да сватиме дали јас во односот што сум, дали сум во мојот дом, во мојот брак, во односот со родителите, имам слобода да кажам и направам тоа што го сакам тогаш кога сакам. Зошто? Затоа што поминува животот, сме работеле на сме напредувале, сме биле на факултет, сме завршиле факултет, сме нашле работа, сме почнале да заработуваме, сме се осамосталиле, имаме свој дом, значи сме независни финансиски или да кажам независиме за тие некои основни потреби од родителите, од другите, од партнерот, но сепак немаме автономија. И ова е еден од може и најголемите предизвици со кои се среќаваат моите клиенти. Зошто? Затоа што немајќи ја таа слобода доаѓа до фрустрација и мислат дека другиот е виновен за тоа. Мислат дека или партнерот нешто прави погрешно, или односот со мајката веќе се разнишал, не е таков, затоа што таа е постара, или затоа што таа нешто не е со незините верувања во ред и така натаму, наместо да погледнеме внатре во себе и да се прашаме каде јас ја изгубив автономијата и каде ја изгубив таа слобода. Затоа што често таа слобода ја заменуваме со тоа да бидеме прифатени, да има мир во домот, да некој мисли убаво за нас, да не ја промениме сликата за другиот и така натаму. Ево еден пример ќе ви дадам. Една моја клиентка ми се јави кога беше во фаза на разделување и буквално во тој процес работевме на освестување на таа автономија што е изгубила во самиот однос и затоа и се раскинува односот, затоа што таа чувствува дека немала власт, немала автономија и на тој начин не само власт, него немала свој глас и само прекјутувала, таа го кажуваше тоа дека оди на јајца цело време само да не го вознемири, само да не дојде до карање и така натаму, и тоа беше главната причина зашто се разделија. И сега тие имаат и заедничко детенце, каде што едноставно таа и понатаму се грижи како тој ќе реагира, значи и понатаму оди на јајце, понатаму се преиспитува што да каже или како да каже, затоа што тој ќе се налути. И денеска баш го свестувавме тоа, значи таа илузија дека таа замина од тој однос затоа што ја имаш изгубена автономијата, зошто и понатаму останува да нема автономија, односно да прави нешто тој што сака, да се потиснува себе си само од страв дека ќе изгуби сликата во негови очи или ќе се чувствува изгубено или ќе се чувствува во страв дека тој нешто ќе направи и така натаму. Исто така, сакам ова да го со овај лайв сакам и да апелирам на некој начин до сите оние личности кои се физички загрозени. Значи дали се работи за маж или за жена без разлика или за дете, значи физичко насилство нема оправдување. И често жената што е под физичко насилство, а имам средби со такви жени, мислат дека во нив е проблемот, дека тие сгрешиле, дека тие биле прегласни, дека тие го кажале мислењето, тие го испровоцирале така надаму. Сега ако ме слушаш ти и вистина си физички нападната, си тепана, шамарирана, што и да ти прави, да те тегне за коса, значи било што е физички,
да знаеш дека не го заслужуваш тоа и треба да замениш, односно да најдеш решение да се заштитиш. Дали е тоа заминување од односот или не, тоа е на тебе, ама начин да се заштитиш и да докажеш дека тоа не е исправно и дека тоа не треба да го трпиш. Зошто? Затоа што се случува да, не знам, партнерот или партнерката, може да биде во двата правци, ќе се напие или ќе земи некоја супстанца, ќе истепа жената, и потоа му поминува дејството и се извинува. И таа му верува во тоа извинување, тој вика никогаш повеќе, ти ветувам, ова е последен пат, јас многу те сакам, и тој ја зборува вистината. Значи да го ставите на детектор на лаги, тој ќе ја каже вистината. И таа ја чувствува таа вистина и му верува на тоа. И што се случува? Програмата го превзема повторно и повторно посегнува по алкохол, дрога, коцка, други жени, што и да е, и повторно ја напаѓа физички и така натаму. Значи, што се случува во овие ситуации? Додека не видите дека таа личност не превзела радикална мерка за промена, дали е тоа терапија, дали е било што ќе му помогне во промена, тогаш нема простор за гледање низ прсти. Нема простор. Едноставно тука си го заштитувате својот дел. Така да, ево, апелирам, доколку си ти таа што си нападната физички, има начин. Јас знам дека си убедена дека не вредиш, односно си убедена дека не чиниш, каде ќе се снајдеш, кој тебе ќе ти помогне и така натаму. И верувај ми, ти не си сама на овај свет. Ти не си сама, ти си создадена од една интелигенција која те држи се уште во живот и ти имаш заштита од таа интелигенција. Дали е тоа Господ, дали универзумот, било што, замисли го тоа и почувствувај таа интелигенција, остани во таа интелигенција, помоли се или остани во медитација и направи тоа surrendering, тоа препуштање на таа енергија, на таа повисока вибрација која те штити. Без разлика дали имаш помош од родителите, помош од роднините, од браќа, сестри, од други членови во оваа ситуација или немаш, ти ќе најдеш начин. И во моментот кога ќе се одлучиш да се ставиш себе на прво место и да речеш не, јас не го дозволувам тоа, затоа што ти можеш да му простиш на партнерот што те физички малтретира, затоа што ја слушаш неговата вистина дека тој сака да се промени и кога повторно навечер ќе се опијани и ќе ти го направи истото, тогаш твоја е одговорност да не му дадеш уште една прилика, да го направи тоа, да уште една прилика да тој не се освести, да има исти образец. Ти ја поставуваш границата на било каков начин. Овде зборувам конкретно за физичко насилство, емоционално и ментално тоа се сосема друга тема и е многу подлабока, многу посуптилна и затоа прашувам тука како дојдовме од автономија до физичко насилство, затоа што често жените мислат дека немаат автономија над своето тело. Често жените мислат дека немаат автономија и тоа мислам многу е чест случај да имаат сексуални односи, а не им се има, или да мажот очекува во првите 6 недели после пораѓај да се има сексуален однос, а тоа не е природно, не е нормално за мајката и така натаму. Така да има некои работи кои жената народски кажани се испрал мозокот само за да биде закјутена, само за да молчи, само да биде тука, да биде послушна. И затоа со ова видео апелирам на будење, односно да се преиспитате колку јас имам автономија во мојот однос. И тоа не е само во однос на партнерот. Често се случува да имам клиентки што немаат автономија во однос на родителите, да живеат веќе долго време во друга држава, да се самостални, да имаат своји финанси, така натаму, значи никако не зависат од родителите, а сепак има таа емотивна и ментална неавтономија, врзани за тоа што ќе каже мајката или што ако денеска не се јавам на телефон, што ќе се случи. Верувајте, ако почнете да се слушате себе си, таа личност што одлучила да ве сака и понатаму ќе ве сака. Посебно за родителите. Немој да се плашите. Тие можеби нема да го покажат тоа на тој начин, можеби ќе се бунат со новиот идентитет, со новата улога што ја преземате, со таа стабилност, таа сигурност што ја покажувате и тогаш можеби тие треба да променат некоја улога кај себе, ама тоа не е ваша задача. Ваша задача е вие да најдете како
е најдобро да се чувствувате и што е најдобро за вас во животот и да ги оставите другите да се прилагодат на тоа нормално во рамки да не штетите на други. Да штетите во смисла намерно да правите нешто против други. А тоа дали некој ќе се навреди од вашата постапка, дали на некој нема да му се допаѓа, тоа сигурно. И тоа сигурно ќе се случи. И сега што правиме со тие луѓе што немаат автономија, што, например, тие луѓе што имаат толку секојдневно физичко насилство, а сепак не можат да соберат храброст да заминат. Јас пред себе викам, немој да заминуваш, додека не се зајакниш од внатре. Немој да заминуваш, немој да одиш, затоа што нема да имаш сила да се справиш со промената која те чека и со сите тие мисли, посебно со тоа што си била секојдневно ментално камшикувана дека ти не вредиш, дека не си добра дева, каде ќе одиш, кој тебе ќе ти помогне и така натаму. Значи, немој да заминувате никаде пред да се зајачате од внатре. Односно, пред да го разберите другиот зошто го прави тоа, пред да се зајачите и сватите зошто си дозволила првенствено тоа да го направиш. Ако не можеш, тоа само има различни начини, има различни терапии, различни луѓе кои може да ви помогнат, различни правци, ама немој да остануваш на тоа да се бориш сама, затоа што ти не можеш да ја видиш целосната слика сама. Треба некој од надвор да ти покаже што се случува, упиена си во самата емоција, не знаеш како да се носиш, па имаш и притисок и влијание и манипулација од друга страна, така да препорачувам да си помогнете на тој начин. Исто, дали за физичко насилство, дали за изгубена автономија во однос на партнер, затоа што имам клиентки кои како девојки биле многу слободни. Значи, заработувале, патувале, имале свое друштво и така натаму, и кога стапиле во брак, целосно изгубиле автономијата. Денес од партнерот зависи дали таа ќе оде на масажа, дали ќе појде со другарки да се напие кафе и така натаму, каде се изгубила таа автономија. Која улога се појавила, па ја заменала таа автономија. А нема подрагоцено нешто од тоа да имаме автономија, да бидеме слободни во духот, да можеме... Видете ги децата. Видете зошто децата имаат тантруми. Ево ова го кажува во предавањето позитивна дисциплина и конекција, кога зборував за воспитувањето. Значи, детето има тантрум затоа што нема автономија. Често малите деца сакаат автономија. Например, тоа денес го имам секојдневно со малата моја керкичка, каде што таа секој ден сака да носи фустани за во градинка, иако некој не е соодветно времето за тие фустани што таа ги бира, но таа незина автономија, што таа ја има, што таа сака да се избори за таа автономија, е природна. И сега јас како родител или ќе ја сузбијам таа автономија, ќе речем по никоја цена нема ти да облечеш фустан, или ќе најдам компромис да таа облече фустан, ама одоздола да има маечка подебела, хеланки подебели или што и да, ама таа сепак отиде со тој фустан, иако никако не одговара во боите како е облечена, ама тоа е нејзината автономија. Таа се изборила за тоа и таа има право и сака. И затоа често кога доаѓа до тантрум со децата, треба да се преиспитаме на кој начин да му дозволиме детето да ја задржи автономијата. Во кои ситуации, нормално кога се работи за здравје и безбедност, тука нема компромис, но во многу случаи можеме да му помогнеме на детето да се ја задржи автономијата. Од таму потекнува зошто ние како возрастна личност немаме автономија, затоа што како дете ни била одземана. Како дете сме биле негирани за глупости, значи не може да го направиш така, тоа зошто јас така кажав. Целосно губење на правото, на слободата да направиш нешто. И да, како деца немаме целосна автономија и тоа е сосема окей, но кога сме веќе возрастни, имаме автономија и таа тесно е поврзана со тоа како ние се чувствуваме во споредба со друг, наместо само дали ние финансиски можеме да се осамосталиме, дали можеме да имаме свој покрив над глава и така натаму. Не, автономијата е многу подлабока и тоа потек за ова видео беше мојата социјал медија менаџер која ме праша вчера: Кристина, колку твоите клиентки имаат автономија? И ова е толку добро прашање за размислување, да секој од вас се праша дали јас можам да одлучам тоа што го сакам и зошто не, и ако не, како полека да дојдам до тој момент. Затоа што, например,
ајде се во партнерските односи, ако сте имале случај да партнерот ја превзел целата автономија, односно целосната контрола на тоа ти кога ќе излегуваш, каде ќе одиш, како ќе го трошиш слободното време, колку пари ќе потрошиш на облека и така натаму. И денес ти сакаш да се осамостоиш. Тоа не оди така преку ноќ. Зошто? Затоа што ти си склучила на едно ниво си била кога си го склучила тој договор со твојот партнер и сега ти сакаш да видиш да изградиш нов стандард, да бидеш на ново ниво и треба да му дозволиш твојот партнер да се навикне. Не мора тоа да го правиш се одеднаш, ама може да кажеш, например, ако не си излегувала воопшто со другарки, а сега сакаш да почнеш да излегуваш и тоа мислиш дека многу ќе му смета, направи го тоа еднаш месечно. Значи, направи еднаш сега и потоа за еден месец или за 2 месеци да излезеш со другарки. Може да биде било што, не само со другарки, може да биде да одиш кај мајка ти да преспиеш на викенд или било што. Значи, да изградиш таа автономија од внатре и полека да тој почне да се навикнува на тој нов договор што ќе го склучите, затоа што и да се преиспиташ, кога тој не се, например, ако тебе одењето со другарки те исполнува, те прави повесела, те враќа со полна енергија и си поенергична, тука можеш да бидиш за другите, и тој ти го негира тоа, тогаш треба да се прашаш дали јас треба да бидам воопшто со оваа личност. Ако тој не е среќен, да јас бидам среќна. Значи, само своите интереси, само тоа дали него ќе му биде тешко со децата да седи дома, додека јас 2 часа пијам кафе со пријателката. Значи, тука, кога градиме автономија и кога ги поставуваме тие граници, тоа се одличен филтер за да откриеме дали луѓето што се сега во овој момент со нас се наш меч, дали треба да останат, дали одговарат или треба да направиме нови договори со нив. Така да, ево, тоа е нешто што би сакала да го размислите, да размислувате на темава и да може да ми споделите во коментар дали имате автономија, како се чувствувате и на кое поле може би се освестивте денес и во однос на вашите родители. Дали имате автономија во однос на вашите родители, дали можете да кажете нема да кренам на телефон или да кажеш ова не ми се допаѓа или те молам со мене така не разговара или овој разговор ќе го прекинам ако продолжиш така да зборуваш. Што и да е. Дали можеш да се дрзнеш тоа да го направиш. Ево. И то сите овие намери се баш чисти, само за своја заштита. Дали тоа можеш да го направиш? Ако не, тука постои еден голем прашалник и ако не знаеш и не си свесен или свесна дека тоа ти се случува, те поканувам да дојдеш на терапија со хипноза, каде што тоа го сознаваме во 1 до 2 сесии. И потоа работиме постепено на тоа да ти се прилагодиш на твојот нов идентитет, да не чувствуваш стрес кога се менуваш, да знаеш како со другите, не мораш да прекинеш односи, не мора да имаш развод или тоа е често што се случува дека јас ако му кажам на партнерот каде му е местото или што јас сакам, дека ќе се разведиме, тоа не е точно. Во 90% случаите не се случува тоа. Него партнерот сознава дека ти се будиш, дека нешто друго сакаш, се заљубува во твојот нов идентитет. Може би на почеток не му одговара затоа што треба и тој нешто да промени, ама кога ќе те види како ти функционира со тек на време и дека си среќна во тоа, во тие нови одлуки, чак и се гордее на тебе и сака да биде како тебе и да биде ти му си пример. Ќе бидеш негов пример. Така да не е така страшно, само сте се уплашиле затоа што сте биле манипулирани или може би би било скратувано вашата автономија или слобода, али со ваков вид на терапија толку брзо доаѓаме до коренот, толку брзо доаѓаме до моментот зошто јас се чувствувам фрустрирано, зошто сум мирна па експлодирам, па каде се случува тоа дека јас сум изгубила својата слобода. Океј, тоа е за денес. Ако имате прашања, слободно поставете ми во коментари или во приватна порака и доколку сте за терапија, ве чекам да ми напишите исто така во приватна порака. Ќе закажеме бесплатни консултации да видиме дали ова е нешто за вас, да видиме дали да проценам јас, да процените вие дали е тоа за вас и да се видиме на некоја хипнотичка сесија. Чао!